Цивил медија. 12 септември 2019 година. Вест на денот. Села. Нема правда, нема мир, ниту амнестија за криминалците. Председателот на Алијанса на албанците Зијадин Села е против предлогот на премиерот Зоран Заев за формирање на ново обвинителство, со кое ќе раководи обвинител предложен од опозицијата. Не можеме секоја година да си играме играчки и да си формираме по едно ново обвинителство. Може да се менува законот за СЈО, но секој мора да одговара за криминалот. Имаме предлог со СЈО да управува странец од ЕУ или САД, а македонската опозиција не треба да се плаши од политички одмазди, изјави Зијадин Села. Ристовска. СЈО се уште постои. Верувам дека ќе се најде известно законско решение. Специјалното јавно обвинителство се уште постои, се уште функционираме, според законот за СЈО до септември 2020 година, изјави денеска обвинителката од СЈО Ленче Ристовска. Верувам дека ќе најдат начин. Јас се уште негувам надеж и верувам дека ќе се најде известно законско решение, рече Ристовска, додавајќи дека многу пати досега укажувале на важноста од носењето на законот за јавно обвинителство. Адвокатот Алис Пахиќ е казнет со 2000 евра за навреда на судот. Основниот кривичен суд донесе решение за казна од 2000 евра за адвокатот Асмир Алис Пахиќ, бидејќи на социјалната мрежа Facebook објавил статус за судиката Софија Лаличик, во која ја нарекува Сваровски и дно од судија и бара нејзино разрешување. Флеш вести. Blueprint групата. СЈО како институција и тело треба да продолжи со работа во јавно-обвинителскиот систем. СЈО е подготвено да ги предаде предметите по кои постапува со сите списи и докази. Жбогар. Фокусот да биде ставен на изнаоѓање решение за законот за јавно обвинителство. ВМРО ДПМН бара итна собраниска седница за разрешување на Катица Јанева. Чешка го ратификуваше протоколот за прием на Северна Македонија во НАТО. По 10-ти пат одложен талир случајот на СЈО за финансирањето на ВМРО ДПМН. Вангеловски има рок од 8 дена за жалба по неговото разрешување. Цивилни активности. Зелена иднина во центарот на Скопје. Цивил денеска преку Инфоштан го представи проектот Зелена иднина пред преминот палета во центарот на Скопје. Целите идеите на проектот се зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот. Проектот Зелена иднина Цивил го спроведува со работка со Хајнрих Бел од Сараево. Цивил денеска во Велес. Зелена или црна иднина? Прашањето е сега. Цивил организира работилница со наслов Зелена иднина, посветена на зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот, која се одржа денеска во општинската сала во Велес. Мисла. Лесните и нереални ветувања на политичарите им се враќаат како бумеранг. Лидерот на СДСМ и актуелен премиер Зоран Заев настапува како експонат на плутократијата, а не како државник со визија за иднината на државата и добробит на граѓаните, поради обидот да воведе скандинавски економски и социјален модел во државата, кој не ја одговара на македонската плутократија. Курбан отиде екс-министерот за финансии Тевтовски. Фактурата за ваквото владење на премиерот Заев ќе му биде испорачана на наредните предвремени или редовни парламентарни избори. Меѓутоа, евентуалната победа на опозицијата на престојните избори ќе зависи првенствено од подготвеноста на ВМРО ДПМН да се реформира, да се демократизира и да се ослободи од тешките хипотеки во времето на нејзиното 11 годишно владење. Обидот на некои челници од ВМРО ДПМН со аферата Рекет да ги исперат криминалот, корупцијата и насилството во 11 годишното владење не само што нема да успее, туку ќе биде контрапродуктивен. За повеќе информации читајте на civilmedia.mk. Цивил медија.